На брза лента се редат законите во собранието кои треба да се гласаат со европско знаменце. По законот за државјанство, сега со знаменце ќе се гласа и законот за контрола на опојни други и психотропни супстанци за лична употреба. Дел од аналитичарите велат дека носењето на закони со европско знаменце се злоупотребува се повеќе. Давањето предзнак на законите дека се во согласност со ЕУ регулативата не се користи за тоа што е предвидено, туку за побрза постапка да се донесат закони кои се во интерес само на владата, сметаат дел од експертите. Сметам дека ова влијае во насока на натамошно намалување на контролната функција на собранието во однос на владата и ја оневозможува опозицијата да ги искористи сите капацитети што и стојат на располагање во согласност со Уставот и со Деловникот. Причините за ваквите злоупотреби се многобројни, меѓутоа мислам дека тие се должат на слабото парламентарно мнозинство, но и на огромната поларизација што постои помеѓу партиите од власта и партиите од опозицијата. Познавачите на проблематиката велат носењето на закони по скратена постапка оневозможува транспарентност и инклузивност на процесот, односно да бидат ислушани субјектите на кои се однесува законот и експертската јавност, а со тоа се подкопува и демократијата во законодавниот дом. Оваа процедура, поврзана со усвојувањето на законите со така наречено европско знаменце, треба и смее да се користи исклучиво за предлог закони кои што се дел од процесот на прилагодување на македонското со правото на Европската унија. Нејзината злоупотреба представува нарушување на контролната функција на собранието во однос на владата и оневозможување на пратениците во целост да ги искористат механизмите што им стојат на располагање во согласно со Уставот и со Деловникот. Оневозможувањето на пратениците да ги користат овие механизми кои што им стојат на располагање во одредена мера има негативен ефект врз вкупните демократски процеси во нашата држава. За законите кои се најактуелни овој период, Европското знаменце дозволува време на дебата во собранието ограничено само на 2 дена. Власта за законите кои се со европско знаменце вели дека имале дел од европските закони. Експертите пак велат дека се додаваат само седници кои се во согласност со ЕУ регулативата, само со цел да се добие европската звездичка како предзнак. А опозицијата веќе повеќе пати реагира дека грубо се злоупотребува европското знаменце. Повеќе пати Европската комисија реагираше во своите извештаи дека оваа пракса мора да престане. Законите кои треба да се донесат со европско знаменце се Закон за државјанство, Закон за трговија, Закон за рамномерен регионален развој и Закон за опојни дроги, кој се уште не е пристигнат во собранието.